Добре дојдовте во новото издание на дискусијата Јасно и гласно на Радио МОВ. Напад на новинар од порталот Тетова Сод во средно училиште. Напад на екипа на ТВ24 при снимање прилог. Функционер кој пцуе новинарка на МКДМК и поранешен министер во обид да цензурира новинарски текст објавен во Фокус. И се ова беа случаи кои што се случија само минатиот месец. Непријателската и небезбедна атмосфера во која работат новинарите се повеќе наликува на едни времиња кои требаше никогаш да не се повторат. Никогаш не требаше да се повторат и владините реклами кои повторно се враќаат на голема врата како потенцијална закана за корумпирање на медиумите. Паралелно со тоа, истражувањата покажуваат дека новинарите работат во лоши услови, мета се на притисоци и закани, примаат подпросечни плати и често работат и надвор од своето работно време. За тоа во каква состојба се наоѓа седмата сила во Македонија и колку на вистина се слободни медиумите, во следниот половина час ќе разговараме со Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми, Драган Секуловски од Сдруженијето на новинари на Македонија и Дарко Дуридански од самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници. Ви благодарам на сите што прифативте покана да бидете дел од оваа дискусија. Билјана, би сакал да започнам со тебе. Колку е алармантна оваа состојба во која речиси не поминува ниту една недела да не добиеме информација за некој нов напад, физички, вербален врз новинар? Апсолутно алармантна, апсолутно неприфатлива и длабоко загрижувачка. Не очекувавме дека состојбата со безбедноста на новинарите ќе добие вакви размери во ситуација во која што навистина мислевме дека работите се сменија или беа на пат да се променат кон подобро. Последниве состојби што вие ги опишавте навистина упатуваат на една состојба во која е потребен апсолутно заселен ангажман од институциите. Ова е алармантна состојба која што мораме пред се како представници на медиумите, представници на медиумските организации, но и државата преку незиниот систем за заштита и безбедност да спречиме да овозможи да се санкционираат сторителите на ваквите дела. Тоа е неопходно, а потоа и едноставно да изградиме една атмосфера во која ваквите закани, ваквите заплашувања и физички напади врз новинари ќе престанат и никогаш повеќе нема да се повторат. Драган, овие напади најчесто стигаат до вас како Сдружение на новинарите на Македонија и потоа некако продолжуваат низ оние правни лавиринти кои што најчесто немаат некоја конкретна разрешница. Колку ова долгогодишна неказнивост е причина можеби за ова што денеска се случува? Точно. Кога станува збор за безбедноста на новинарите и медиумските работници, Сдруженијето на новинари во последните, би рекол, 8 години води регистар на сите посериозни напади. Во тој регистар ги бележиме оние напади кои што можат сериозно да загрозат безбедноста на медиумските работници, и тука станува збор за физички напади, за уништување на приватен имот на медиумски работници, притвор и друг тип на закани по нивната безбедност. Купно овој регистар од 2014 до денеска има 80 регистрирани случаи, а само последната година, зборуваме за 2022, станува збор за 7 случаи. Од 80 посериозни инциденти, 24 ги имаме како физички напади, а само 4 од нив се со правосилна судска пресуда во полза на новинарот или медиумскиот работник, а на штета на оние што постигнале по нивните права. Ова ни говори на нас дека споредбено со Западен Балкан бројот на напади е најнизок во нашата земја, ако ги земеме земјите од типот на Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија и слично. Но тоа што не загрижува посебно кај нас одлика е што ретко кој случај завршува со судска пресуда во полза на новинар. Оние други дела, каде што се од, да речем, од полесна природа, не ги водиме во овој регистар. Кажете и сами во вашата најава, оваа година трендот на јавно омаловажување или на обиди за јавно дискредитирање на новинари и на новинарки е доста изразен, и овие случаи ние не ги водиме во овој регистар, но ги забележуваме во посебен дел во нашата база,
и можам да кажам дека за жал да се констатира дека бројот на напади и бројот на ваков тип на јавни дискредитации е поголем од лани, а тоа ќе се одрази и во меѓународните извештаи за слободата на изразување на Македонија во 2022 година. Ако Македонија имаше скок од 50 на места на Репортери без граници, што е рекорд за 2022 година, можем само да најавам очигледно дека до година нема да се радуваме на никакви скокови, туку ќе имаме падови токму поради овие специфики. Драган, само едно подпрашање овдека, колку измените на кривичниот законник кој што е сега во моментов во собраниска процедура, со кој нели нападите врз новинари треба да добијат поинаков статус, колку очекувате дека нешто ќе смени во реалноста? Во реалноста, да, очекуваме дека овие посериозни загрозувања на правата на новинарите ќе бидат драстично намалени. Тоа е нашата проекција. Кривичниот закон секако не ги опфаќа сите прекршување на права, тука станува збор за загрозување на безбедност, тоа е член 144 од овој закон, потоа убиство и секако повреда на права на службено лице. Значи не е се опфатено, но нас како здружение најважен да речеме член ни е загрозување на безбедност, пред се кога станува збор за јавни собери, за демонстрации, каде што се присутни голем број на граѓани и каде што понекогаш во зависност нели од околности може да има и поголема група на новинари, како и фоторепортери и сниматели присутни на овој настан, доколку некој ги нападне или доколку некој посегне по нивниот физички интегритет. Разликата со овој закон што треба да се усвои многу брзо е тоа што нема самите новинари да покренуваат тужби приватни, туку основното јавно обвинителство ќе има обврска предвидена со овој закон да покренува постапки по службена постапка и исто така казните затвор што ќе бидат наменети за престапниците кои што ги повредуваат правата на новинари ќе бидат поголеми во број на години затвор. Ова има и некој тип на превентивна мерка и на едукативна, би рекол, ако можем така да се изразам, затоа што знаете како кога луѓето ќе знаат дека удирање на новинар на протест или на улица затоа што се ја врши својата работа е кривично дело и дека за таков тип на напад ќе се иде во затвор, мислам нека два пати ќе се запрашаат дали ќе посегнат по тој тип на напад или можеби ќе бидат на еден начин потолерантни. Така да останува да видиме овој концепт за кој што се залагавме во последниве 3 години заедно со новинарскиот синдикат не е нов на ниво на Западен Балкан. Ние први го започнавме како земја уште во 2018 година. Колегите од Црна Гора лани во декември тие го усвоја овој закон, сега веќе практично 10 на месеци е стапен на сила и има одредени потешкоти во имплементацијата, затоа што не е само да се донесе законот и ние да славиме, туку напротив ќе имаме уште многу работа да се осврнеме на мониторинг или на следење на тие судски постапки, да се осигураме дека истите се во согласно со стандардите на Совет на Европа, но и заедно и со обвинителите и со судиите да имаме по-редовен контакт, како што и практично имаме, и по-интензивни обуки за стандардите со цел да не се потврди во имплементацијата на законските измени кои што се најавени се случат многу брзо. Дарко, синдикатот на почетоков на годинава објави анализа за безбедноста и социоекономската состојба во македонските медиуми, во кој беа анкетирани 335 новинари и медиумски работници. Во неја можеа да се најдат некои навистина алармантни податоци, а токму на оваа тема за безбедноста на новинарите може да се истакне дека повеќе од третина од новинарите на анкетата изјавиле дека добиваат некакви закани, а речиси из процент изјавиле дека не се чувствуваат безбедно при вршење на својата работа. Каде вие лоцирате одговорноста за оваа атмосфера во општеството во која новинарите очигледно не се чувствуваат многу безбедно? Добро, повеќе фактори влијаат врз тоа. Освен тоа што зборува пред мене Билјана и Драган, дека нема реакција од институциите, ја мислам дека тоа е еден од главните фактори, можеби повеќе од 50% е поради тоа. Но исто така мене она што ме загрижува е дека новинарите не ги пријавуваат дел од нападите, бидејќи се практично на еден начин навикнати и на тоа гледаат како
business as usual, како си доаѓа со професијата и толку се навикнати, а од друга страна сметаат дека нема да има никаков исход доколку пријават или доколку подат во некоја судска процедура и така натаму, практично се обесхрабрени и тоа можеби и го намалува и бројот на регистрирани напади, што истовремено дава малку подобра слика од она реалната што навистина се случува во секојдневието на новинарите и медиумските работници. Така што сметам дека евентуалното носење на евентуалното, мислам, би требало сигурно да биде конечно после година и пол усвоени измените на Законот за кривична постапка. Тие би придонеле пред се во намалување на бројот на напади, што би било еден мал напредок. Не сметам дека можеме да стигнеме до еден вид на да нема напади врз новинари, без разлика од каков тип, но може да се стигне со заедничка работа на новинарските организации и на институциите до прекинување барем на неказнивост. Бидејќи не е реално да очекуваме дека скроз за секогаш ќе ги снема нападите. Но искоренување на неказнивоста ќе придонесе за сериозно намалување на бројот на напади, што би било овозможување на подобра околина и услови за работа на новинарите и медиумските работници. Билјана, и додека еве како што зборувавме, решавањето на овие напади врз новинари се одвива екстремно бавно, на власта некако како да и се брза да го промени законот за медиуми и да се укине онаа забрана со која со буџетски пари можат да се плаќаат јавни кампањи во приватните национални и регионални медиуми. Законот, колку што сум во тек, е пуштен во собранието по скратена постапка, со него се предвидуваат некои 4 милиони евра годишно за националните приватни телевизии, дополнително по околу половина процент од буџетот на општините за регионалните и локалните телевизии. Знам дека сите вие во минатото бевте против враќање на ваквиот тип на финансирање на медиумите. Мене еве ме интересира дали на овој начин се враќаме во оние тевни времиња на новинарството кои беа пред 5-10 години, доколку помине еве овој закон. Да, многу збунувачки и разочарувачки е тоа што се случува по ова прашање. Нашите позиции и на мнение на другите медиумски организации се принципиелни и се темелат на европски стандарди во оваа сфера, а се темелат и на искуство кое го имаме од претходните години, кога имаше слични практики, кога беше ВМРО ДПМН на власт. Би рекла дека самиот процес на подготовка и поднесување на тој предлог за измени на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е крајно проблематичен, бидејќи е нетранспарентен, направен во 4 очи веројатно, или со инпут на една мала група на луѓе кои што имаат директен интерес тоа законско решение, а би рекла на штета на севкупниот плурализам и на севкупните состојби и цели кои што сака да ги постигне. Контра на тоа што треба да го обезбеди. Нема ни соодветно образложение, ниту е дискутирано јавно, ние просто не знаеме зошто владата сака да го направи тоа. Зошто владата одлучила да ги објавува тие јавни кампањи токму на овие медиуми. Да се подсетиме дека ова не е прв пат, имало нели вакви најави подолг период, да речем, последниве 2-3 години. Да подсетам и дека медиумскиот регулатор претходно реагираше на еден ваков повид и кажа дека согласно сегашниот закон медиумите имаат обврска да објавуваат кампањи од јавен интерес. Така да се работи и од страна на одредени представници на медиумите за едно изигрување и, па би рекла, и многу нефер однесување во презентација на образложението од нивна страна зошто им се потребни овие пари. Манипулација која што е толку провидна
и толку несоодветна и нефер кон секупните и кон останатите играчи на пазар. Како што знаеме сега, тој предлог на закон е во собрание, поднесени се амандмани од партијата Левица. Мислам дека е возможно да има и одреден меѓународен притисок. Ние секако како медиумски организации сите што сме во таа група на релевантни медиумски организации кои постоиме со децени, реагиравме и укажавме на алтернативни решенија со кои што ќе се помогне да се подобри финансиската состојба во медиумите, бидејќи е во интерес на сите медиумите да работат подобро, да остваруваат поголеми приходи, да располагаат со повеќе средства. Но начинот на кој што владата сака да го направи ова, едноставно не е коректен, не е прифатлив и не е во корист на подобрување на состојбата со медиумите. Јас се надевам дека тоа нема да се случи, се надевам дека ќе превладее разумот, но не би била изненадена и доколку на некој краток рок дојде до усвојување, а потоа може би според одредени предвидувања и повторно да се направат одредени измени, откако да речам први трансакции ќе бидат направени и тоа би било навистина многу лошо и погубно за сите. Еве баш Драган би сакал да го прашам, да се надоврземе на ова, што доколку се донесе овој закон, што ќе прави еве Сдруженијето на новинари на Македонија, не знам, дали ќе повикате на некакво незадоволство, на некакви протести, на некаков револт да се покаже ако се донесе овој закон? Микрофонот. Мјутнати сте. Да, се извинувам. Велам, ја следиме темата одблиску, во разговор сме и со останатите здруженија на граѓани. Добро е што Сдруженијето на локални и регионални телевизии и радија апсолутно е против овој концепт и тука солидарноста се проширува. Значи не е само дека снавските новинарски здруженија и институтот се не на страна, туку гледаме дека веќе и здруженија во кои што членуваат медиуми сваќаат дека ова не е добар концепт и не е одржлив и дека директно ќе влијае во нивната уредувачка политика. Тоа што можеме да го направиме како брза реакција ако воопшто се усвои овој закон, зашто јас искрено сум скептик, е дека мислам дека има најмалку 3 основи да се даде истиот на Уставен суд, бидејќи во некои делови сметаме дека се коси со принципите на нашиот устав. Знаете, не може вие да давате наредба на општини кои што треба се автономни сами по себе да одвојуваат дел од својот буџет да финансираат медиуми, каде што замислете локални советници од општините ќе кажуваат што е кампања од јавен интерес, а што не. Малку е дрско да речам дека пратеници и локални советници да се стават во ситуација да тие да диктираат јавен интерес. Значи јавниот интерес може да го диктираат исклучиво граѓаните и да, нормално новинарите кога тие известуваат за теми од јавен интерес. Но не гледам како е тоа можно да биде правено страна на политичари. И исто така, доколку се укаже потреба, апсолутно протест или јавно искажување на револт се секогаш едни од механизмите кои што често ги практицираме и останува да видиме во која насока ќе се движат работите. А јас гледам дека има и разум во нашето собрание, значи не сите го поддржуваат овој концепт. Од нашите разговори гледаме дека нема единство кога станува збор за давање на јавни пари во приватни медиуми. И тоа е нешто што се забележува и дека законот, иако беше за побрза постапка, се уште не е закажан на седница за гласање. И тоа ни дава на нас простор да понудиме алтернативни решенија. Значи, знаете, медиумите не може да бидат оставени сами на себе во ваков тип на ситуација. Потребно е да се измисли да се смисли некој механизам кој што ќе може неселективно да се даде поддршка не на медиумите, туку на оние луѓе што работат во медиумите, тоа се новинарите и медиумските работници, со цел да креираат содржина што ќе биде од интерес на јавноста. Ние имаме искуство дека овие кампањи не секогаш биле од интерес на јавноста и ветувањето дека нема се повтори грешката единствено не е добар аргумент да се прифати како таков. И затоа велиме не за овој концепт, меѓутоа факт е дека потребно е да се
поттикне квалитетна медиумска содржина, ајде да разговараме како тоа може да го направиме. Здруженијето на новинари, па и останатите медиумски организации веќе би рекол подолг период разговараме за креирање на одреден фонд за поддршка на професионални медиумски содржини. Јас анализирајќи ситуацијата во другите земји пред се членките на ЕУ, гледам дека таков тип на механизми постојат. Потребно е да се разговара, да се отвори јавна дебата, каде што ќе се преземе добра пракса од ЕУ членка и ќе може да се прилагоди на нашиот локален контекст, каде што со тие средства нема да се наградат собствениците на медиумите, ќе се наградат работниците, а најмногу од се бенефит потребно да имаат граѓаните преку квалитетна медиумска содржина. Еве, кога сме кај работниците во медиуми, Дарко, повторно ќе позаимам еден дел од она истражување на ССНМ, она анализа. Коментарот во анализата вели: се додека платите се ниски, работното време не одредено, а прекувремената работа не платена, квалитетните новинари ќе си заминуваат, а на нивно место ќе доаѓаат во наводници деца за пополнување место. Ова анкета која што ја спроведовте покажа дека 73% од анкетираните новинари примаат подпросечна плата, а дури третина од новинарите земаат плата под 20.000 денари. Колку, еве, Дарко, ова е причина за состојбата во која се наоѓа македонското новинарство, која мора да признаеме далеку од розова? Тоа е една од, ако не е најглавна, е една од трите најглавни причини, бидејќи не може да има професионално, објективно, високо квалитетно новинарство и известување ако нема социоекономска стабилност на оној кој што тоа го работи. Тоа истражување покажа дека всушност во одредени медиуми каде што платите се, така да ги наречеме, по-ниски, дали се околу 20.000, дали се подпросечни, е очигледен во заграда не квалитетот, за разлика од некои други помали медиуми кои што се постабилни на некој начин, имаат подобри плати и услови за работа, не само плати. Новинарството и она што произлегува од работата на новинарите и медиумските работници таму е забележително поквалитетно. Значи, таа врска помеѓу примањата или приходите на новинарите и нивниот производ, односно начинот на кој што ја известуваат јавноста, е најважна во тој процес на зачувување на или како се вика, одбрана на јавниот интерес на граѓаните. Значи, без тие две работи не може да се надеваме на подобрување на квалитетот на новинарските производи. И тука сега би се надоврзал на претходното и Драган што спомна и Билјана, кое што се однесува на рекламирањето, односно дали е тоа рекламирање, не знам, ама е нешто слично на рекламирање со јавни пари во приватни медиуми. Главната работа таму се однесува на тоа дека тие пари кои што ќе влезат во приватните медиуми не може да се условат, бидејќи ќе влезат како така наречен профит на медиумот кој што е загарантиран по закон или по устав, сеедно, а за разлика од предлогот за другите концепти, односно во дадениот случај за фондот за медиуми, таму кога тоа би се базирало на поддршка на медиумски содржини, во тој случај ќе може да бидат медиумите условени во која насока и за што конкретно ќе ги користат парите. Ние во ССНМ тука користиме една флоскула: парите кај новинарите, односно новинарите и медиумските работници. Значи, не може државата под плаштот на тоа дека сака да им помогне на медиумите, практично да им помогне само на оние кои што се собственици на медиумите, и да нема никаква гаранција дека откако ќе бидат завршена таа така наречена помош преку рекламирање, дека тие пари ќе завршат во подобрување на содржините, на програмата која што се емитува, да речеме, за радиодифузерите, или дека ќе им се покачат платите на работниците во медиумите. Така што затоа сметаме ние дека тој концепт е целосно погрешен. Ова го додавам како еден аргумент плюс на тоа дека покажа во минатото практично дека е директна корупција на медиумите.
Иако ние цело време овде во дискусијава го викаме помош, всушност знаеме што се крие за таа помош која што е планирана според законот, сме го виделе претходно. Веројатно нема два пати да бидеме излажени на ист начин. Билјана, сега сакаме, при крај сме со оваа дискусија, би сакал да опфатиме и малку околу темата на медиумската писменост, односно дезинформациите преку медиумите и социјалните мрежи. Проблемите со новинарството често одат рака под рака со оваа област. Последниве месеци, па и неколку години, имам впечаток дека има многу актуелни активности за подигање на медиумската писменост во Македонија кај јавноста, но според последниот индекс на медиумска писменост, например, Македонија заврши на последното место во регионот, мислам дека од 51 земја 50 бевме во Европа. Како да се мрднеме од ова, но и што е тоа што не кочи во подигањето на оваа медиумска писменост? Па факт е дека содржините и не би рекла во традиционалните медиуми, туку повеќе на социјалните мрежи кај порталите, тоа е потврдено и со релевантни истражувања. Значи, присутноста на дезинформации, погрешни информации, наведувачки информации, полуинформации е присутна значително, што прави граѓаните едноставно и да губат доверба во медиумите. Тие гледаат, но не веруваат. Последниве истражувања упатуваат на ваквиот заклучок. Едно неодамнешно истражување покажа дека политичките партии, всушност граѓаните ги сметаат политичките партии за најголеми ширачи и создавачи на дезинформација. Тоа и во пракса е толку видливо и очигледно, бидејќи сепак влијанието на политичките партии во јавниот медиумски простор е исклучително видлив. Не само кај традиционални медиуми, таму дури има некакви недизаконски правила, ограничувања, кај порталите тоа е прилично евидентно и ретки се оние портали кои што навистина се обидуваат да пласираат професионално новинарство со проверени факти, согласно стандардите на новинарската професија. Наш заклучок е дека со оглед на тоа што состојбата од политички и економски аспект во државата е прилично комплицирана последниот период, граѓаните практично ги сметаме како едни од главните, ако не и единствени, за нив постојат медиумите, но без поддршка нагласена поддршка од граѓаните за подобрување на состојбите во новинарството, за поддршка на новинарите храбро и решително да известуваат за случаи на корупција, за случаи на злоупотреба на позиции, на средства и така натаму, едноставно новинарската професија, која што и така се наоѓа во една исклучително тешка состојба, не може да обстане и да ја остварува улогата и функцијата која што ја има во општеството. Значи, без медиумска писменост, граѓаните не можат да го препознаат доброто новинарство, не можат да научат што е тоа новинарство, зошто е важно, како функционира и така натаму, и соодветно да го дадат својот придонес во заштитата на новинарите и на новинарството. Ние, но и многу други организации сме прилично активни во оваа сфера веќе подолго време. Еден од нашите најголеми и најмасовни зафати е воведувањето на медиумската писменост во наставата, во формалното образование, што го работиме веќе втора година. Заедно со партнери од Америка, ILEX и партнери од земјава, МОВ, Институтот за комуникацијски студии, а со поддршка од Американската агенција за меѓународен развој и заедно со Министерството за образование и со Бирото за развој на образованието. Значи, работиме на една масовна обука на наставници за да можат да бидат подготвени да предаваат медиумска писменост. Создаваме ресурси за едукација, прирачници за нив, други нагледни средства. Се одржуваат многу обуки, многу активности за подигнување на свесноста околу ова прашање
и еве веќе се уште сме кај основното образование. Таму работиме на измена на наставната програма, се воведуваат елементи на медиумска писменост во одредени предмети. Тенденцијата е како што ќе се зголемуваат одделенијата, каде што се воведува медиумска писменост, така и да се шири и опсегот, опфатот на предмети во кои што ќе биде застапена оваа содржина, затоа што крајната цел за одреден период е всушност медиумската писменост да биде пристап во образовниот процес, заедно со засилувањето на напорите за поттикнување на критичко мислење меѓу учениците. Тоа е нешто што значително недостасува и може да подобри квалитетот на образованието во нашата земја. Драган, Дарко, на самиот крај сме на емисијата, па еве би сакал до вас двајцата еден краток коментар за тоа што еве новинарските здруженија и како што е ЗНМ и како што е ССНМ можат да направат за оние дезинформации кои вирално се шират на социјалните мрежи. Знаеме дека во земјава постојат инструменти како граѓаните можат да се пожалат на одредени новинарски текстови за кои што мислат дека се непрофесионални и нанесуваат штета на јавноста, но тоа секогаш е ретроактивно, односно белјата што се вели е веќе направена. Постои ли, не знам, некое размислување да се вклучите малку поактивно, можеби во координација со социјалните мрежи сами, во следење, во мониторинг на тоа што се случува кога некои вести стануваат вирални, бидејќи да бидеме реални, тие го прават најголемиот проблем на социјалните мрежи и го прават за неколку часа, потоа веќе доцна и да се реагира. Ме интересира Драган и Дарко со вашите ставови. Во саботата имав изборно собрание, претпоставувам сите знаете, беа присутни околу 500 новинари и медиумски работници, тоа е убедливо најголемиот настан од овој карактер на Балканот што се има случено. На овој настан се избра и новиот состав на Советот на честа. Сакам да искористам оваа прилика да апелирам до сите граѓани кои што имаат проблем со одредено новинарско известување, кои што сметаат дека известувањето не е во согласно со етичките стандарди, да достават представка до Сдруженијето на новинарите, а нечени пари, потребни се 2-3 минути се поднесе истата, каде што колегите од Советот на честа ќе направат проверка и доколку навистина е прекршен кодексот на новинари, тие јавно ќе го осудат тоа неетично однесување. Ова е еден механизам. Дали е доволен во борба на спречување на дезинформации, секако дека не, меѓутоа ова е една од нашата мисија и визија да го поттикнеме професионалното новинарско известување. Во контекст на социјалните мрежи, тука ќе кажам дека доколку лицата сметаат дека има прекршување на правата на граѓаните, значи тоа е малку посериозно од обична дезинформација, потребно е да се користат законските алатки, односно законските инструменти. Сдруженијето на новинарите Македонија, претпоставувам, се уште е единствената организација во државата која што доби пресуда во наша корист поради закана на Facebook, тоа од декември 2021 година. Значи постои и судска пракса за клевета на Facebook изнесена и она би рекол илузија дека се што ќе се пише на социјална мрежа останува неказнето. Еве ние го демантираме тоа. Значи слободата на говор е право кој што треба да го цениме, да го негуваме, меѓутоа злоупотребата на слободата на изразување носи одговорност. И таа одговорност не е само во традиционалните медиуми, таа одговорност треба да се запази и на социјалните мрежи. Затоа ќе повикам, доколку има некој било кој граѓанин што смета дека е незадоволен од новинарско известување, да се обрати кај нас со представка, а ние остануваме и понатаму активни во доменот на нашата надлежност да работиме за промоција на етичко новинарство. Благодарам, Даниел. Дарко, некои идеи во ССНМ околу борбата со некои порадикални идеи до сега не сме смислиле. Значи, секако ја подржуваме само регулацијата како еден од механизмите, кој што, иако можеби личи во овој момент дека не е премногу ефикасна, сепак тоа е еден од воспоставени механизми не само кај нас, туку и во други земји. И веројатно треба да биде само малку поактивна, да речеме построга таа само регулација.
Но тоа е она што се однесува за етичкото и професионалното известување на новинарите или на медиумите. И тоа на некој начин и може да се работи, да се ограничи, да се намалат штетите и така натаму. Што се однесува до социјалните мрежи, сметам дека до сега никаде никој не се снашол со тоа, да го намали барем, но од друга страна медиумската писменост за која што зборуваше Билјана претходно, веројатно после неколку генерации, доколку правилно се спроведува низ образованието и така натаму, може да придонесе за влијанието на социјалните мрежи и информациите таму што се вртат, што се објавуваат и така натаму. Бидејќи социјалните мрежи се едноставно еден вид на форум кој што практично не може никој да го контролира без разлика на сите механизми што моментално постојат и на Facebook и на Twitter, додуше сега Twitter со Елон Маск другачие веќе функционира, и на другите социјални мрежи. Така што сметам дека тука ние како синдикати или другите организации ЗНМ и МИМ не можеме премногу да направиме во тоа, бидејќи тоа е еден таков слободен форум кој што тешко може да се контролира. Секако за намалување на штетите, се тоа што го спомена Драган, институциите да реагираат кога има говор на омраза, кога има одредени информации кои што предизвикуваат поголема штета во општеството и така натаму, кога би реагирале, би имало само едно намалување кое што секако не треба да се треба да сметаме и на тоа да не намалуваме важност и значајност на тоа. Ви благодарам на сите за одвоеното време за оваа дискусија. На гледачите им посакувам добро расположение и се гледаме во некоја следна епизода на дискусијата Јасно и гласно на Радио МОВ. Поздрав!